Добро дојдовте на Слободен печат, нови вести, еве што има ново. Блокадата со камиони на товарниот сообраќај на граничните премини во државава продолжува и денеска, како дел од заедничкиот протест на македонските и превозниците од Западен Балкан, кои бараат решение за проблемите поради електронската евиденција за престој во Шенген зоната во согласност со правилото 90 од 180 дена од април годинава. Наспроти блокираниот товарен сообраќај на премините кон Шенген зоната, кој според најавите ќе трае најмалку 7 дена, патничкиот сообраќај функционира непречено. Камионските превозници од државава и нивните колеги од Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина сметаат дека ЕЕС системот ги дискриминира во однос на тие од Европската унија и бараат да им биде доделен посебен статус и да ги третира како туристи при влез во блокот. Бугарите реагираат по протестите и блокадите на граничните премини во регионот. Бугарските превозници изјавија дека претрпуваат големи финансиски загуби поради блокадите, бидејќи мораат да користат алтернативни патишта кои минуваат низ Романија, што го продолжува нивното растојание за 500 до 600 километри. На заедничката граница меѓу Бугарија и Македонија, блокадата ги опфаќа сите соседни гранични премини. Протестот е планиран за 7 дена, но може да заврши порано доколку се одржи состанок со представници на Сдруженијата и Европската комисија. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски веле дека од Брисел деновиве повторно има иницијатива за организирање средба со Бугарија за откочување на евроинтеграциите на државава. Муцунски во гостување на Сител рече дека фокусот во евроинтеграциите на прв план го ставаме на домашните реформи и од има задоволство и од Брисел, при што посочи дека акцискиот план за заштита на малцинствата беше поздравен од неколку земји членки. Но тој веле дека недостига диалог за да се изнајде решение за најкомплексниот проблем. А во меѓувреме, Црна Гора го затвори поглавјето 32, финансиски надзор, и досега има 13 затворени поглавја во преговорите со ЕУ. Властите очекуваат членство до 2027 година. Црна Гора вчера на меѓувладината конференција меѓу Црна Гора и Европската унија во Брисел официјално го затвори преговарачкото поглавје 32, финансиски надзор. Со ова земјата досега има затворено 13 од вкупно 33 преговарачки поглавја во процесот на пристапување кон Европската унија. Европската комесарка за проширување Марта Кос потсети дека Црна Гора во декември 2025 година затвори 5 поглавја, а позитивната динамика продолжува и во 2026 година. Таа нагласи дека годинава се одбележуваат 20 години од обновата на црногорската независност, што според неа нема да биде само година на прослава, туку и на засилен и посветен реформски напор. А еве ги вестите од светот. Поради силниот зимски бран со леден студ кој владее во повеќе сојузни држави во САД, досега загинале најмалку 29 лица. Како што соопштија властите и американските медиуми во понеделникот по локално време, причините за смрт биле хипотермија, како и несреќи поврзани со сообраќај, санкање и чистење на снег. Силните врнежи од снег предизвикаа и прекини на електричната енергија, особено на југот на земјата. Во најмалку 20 сојузни држави во главниот град Вашингтон и понатаму важи вонредна состојба. Во Њујорк властите пријавија 8 жртви. Националната метеоролошка служба предупреди на платформата X дека температурите во голем дел од северните региони на САД можат да останат под нулата до 1 февруари. Дополнително, рекордно ниските температури оваа ноќ на југот представуваат опасност поради продолжените прекини на струја. Контроверзниот заповедник на граничната полиција Грегори Бовино ќе го напушти Минеаполис, што представува промена на тонот на Белата куќа по второто убиство на американски граѓанин од страна на федералните агенти за имиграција. Место Бовино, теренските активисти во Минеаполис ќе ги предводи граничниот цар на Доналд Трамп Том Хоман во обид да се намалат тензиите по смртта на 37-годишниот Алекс Прети во саботата. И покрај ваквата одлука на владата, упадите против имигрантите продолжиле.
Телото на последниот израелски заложник е пронајдено во Газа. Според новинската агенција Reuters, израелскиот воен представник претходно изјави дека постојат неколку разузнавачки траги во врска со можна локација на останките на полицајецот Рангвили, кој бил држан како заложник. Војската додаде дека во Северна Газа е во тек целна операција. Индија и Европската Унија вчера постигнаа историски договор за слободна трговија, кој индискиот премиер Нерендра Моди го нарече мајка на сите договори, зборувајќи на неделата на енергијата во Индија. Тоа создава заеднички пазар од 2 милиарди луѓе во време кога трговските врски се тестираат поради зголемените геополитички тензии. Моди рече дека договорот кој ги надополнува постојните договори на Индија со Велика Британија и Европската асоциација за слободна трговија ќе биде особено стимулирачки за клучни сектори на индиската економија. Децата до 15 годишна возраст во Франција нема да можат да користат социјални медиуми. Претениците во Париз доцна синоќа го усвоија нацрт законот. Законот предвидува дека пристапот до онлайн услуга за социјално вмрежување, обезбедена од онлайн платформа, ќе биде забраната за малолетници под 15 години. Макрон вели дека сака мерката да стапи на сила до следната учебна година. Од 1 септември нашите деца и млади конечно ќе бидат заштитени. Ќе се погрижам за тоа, напиша тој. И за крај временска прогноза. Македонија во следните 24 часа, односно до вторник поплавне, ќе се соочи со обилни и порањуи врнежи од дожд, додека на планините ќе има интензивни снежни врнежи. Поради ваквата состојба, целата земја е во жолта и портокалова фаза на предупредување. Најобилни врнежи се очекуваат во централните и источните делови, каде локално може да наврнат над 35 литри дожд на метар квадратен, а можно и појава на ретки грмежи. Овие количини значително го зголемуваат ризикот од пораст на водостоите на реките и езерата, како и појава на локални поплави и излевања. На планините и скијачките центри се очекува значително зголемување на снежната покривка од 15 до 20 сантиметри, а локално и над 20 сантиметри, што може да создаде проблеми во планинските премини и патната инфраструктура. Во Скопје и околината ќе има дожд, повремено пообилен со засилен ветер од северен и северозападен правец, додека на околните планини врнежите ќе преминуваат во снег. Максималните дневни температури денес ќе се движат од 4 до 11 степени, а во Скопје околу 9 степени Целзиусови. Гледавте вести, благодарам на довербата, се гледаме јутре.